Граѓаните бараат општината да го реши проблемот со кучињата скитници. Поголемиот дел признаваат дека се плашат кога поминуваат во нивна близина. На надлежните им препорачаа да направат стационар во кој ќе се згрижат кучињата и ќе се тргнат од градските улици. Сега треба да се направат тие станици собирни и да се чуваат. Ветеринарите да си ја работат работата, женските, односно машките да ги кастрираат и решение тук. Сега, пара треба. Оти ако го затворите, тоа животно мора да го храните. Во град Велес има многу кучиња, скитници, би требало да се приберат на некој начин. Вие како жена се плашите ли кога се случува? Па се плашиме, толку градинката дечка имаше пред некој месец, пред 5-6 месеца. Многу луѓе изапаа. Треба да се презем, нели, рекоа стационар нешто, ветеринарна ли? Дали има, дали нема, не сум запозната, не знам. Ми се агресивни се и не се агресивни, ама кој ќе видиш неколку кучиња едно до друго, а и се случувало, например, јас си одам, него задеваш, тој ти оди по тебе, ти се пика во нозите, страшно е. Сигурно да им се најде место да се соберат на едно место да видат. Кучињата скитници некогаш се агресивни. Тоа најчесто се случува кога се во период за размножување или кога се во потрага по храна, но поради таа агресивност многу лица ги трпат последиците. Во изминативе неколку месеци има доста случаи кога бездомно куче каснало минувач. Последната случка можеше да биде и со трагичен крај за 15-годишно момче. Настанот се случил токму овде во петокот. Неколку бездомни кучиња го спобркале момчето. Тоа се исплашило и во паника ја прескокнало оваа жардинјера и излегло веднаш на улицата. Тогаш било удрено од едно возило. Состојбата со кучињата скитници е загрижувачка. Тоа е оценка на Центарот за јавно здравје од Велес. Тие велат дека ја следат состојбата, ги регистрираат и ги третираат сите граѓани. Таа програма предвидува следење, пријавување, регистрирање и третирање на сите лица на кои што ќе им бидат нанесени такви повреди. Моменталната состојба во Велес можам да кажам дека е загрижувачка. Значи бројот на лица кои што имаат овакви повреди се зголемува, а со тоа констатираме дека и бројот на особено кучињата скитници е многу поголем од ден на ден. Така да особено се создава проблемот при евентуално поставување на индикација за давање на вакцина против беснил. За брзо, но хумано решение на проблемот веќе подолго време апелираат Сдруженијата за заштита на животни. Според нив оптимално решение е изградба на прифатилиште, проект кој засега тапка во место, иако досега имале неколку средби со надлежните. Како ќе се реши проблемот со бездомните кучиња, засега не се знае. Неодамна градоначалникот Горан Петров истакна дека законот е ригорозен и строг по ова прашање. Надлежните од ветеринарната станица можат само да ги заловат кучињата, лекарски да ги третираат и да ги вратат на истата локација во градот. Македонија е под влијание на енормно високи температури. Ваквата состојба ќе трае до крајот на неделата, прогнозираат метеоролозите. Лекарите со вообичаените препораки за заштита од штетните сончеви зраци. Граѓаните да избегнуваат престојно отворено во периодот од 10 до 17 часот, да носат светла и лесна облека, очила за сонце и капа. Климатизираните простории се задолжителни во овој период, а што се однесува до храната, лекарите препорачуваат да се избегнуваат тешките и мрсни оброци, тие да се заменат со овошје и зеленчук, а течностите да бидат секогаш при рака. Во идната медицинска служба лекарите велат дека бројот на повици поради влијанието на високите температури е вообичаен за овој период од годината. Граѓаните ги почитувале нивните препораки. Сепак апелираат строго да се придржуваат на правилата со цел да се спречат несакани последици. Особено да внимаваат хронично болните и трудниците, да не заборават да ја земат пропишаната терапија од матичниот лекар. Би им препорачала во секој случај да носат заштитни капчиња, да се разладуваат почесто и да консумираат повеќе течности. Значи, да не се излагаат подолго време на сонце, затоа што излагањето на подолго време на сонце, особено на главата во тилниот предел, може да предизвика знаци на една сончаница или изгореници од сонце. Значи, внимателно, во овој период од денот и ултравиолетовото зрачење е високо, значи UV индексот е многу висок, па многу често се јавуваат изгореници на кожата. Затоа би препорачала заштитна крема со висок фактор на заштита и сепак разладување, почесто влегување во вода и заштита на главата со капчиња, со светла боја, памучни и така.
Иако летото се уште официјално не е почнато, земјава е под силно влијание на тропски горештини. Граѓаните ги чека долго топло лето. Горештините и високите температури представуваат можна опасност од шумски пожари. Центарот за управување со кризи апелира до граѓаните за внимателност кога се движат во пошумени терени, затоа што лесно може да предизвикаат пожар. Ова важи и за лицата кои во тие места спроведуваат одредени работни активности и тие имаат препорака да ги зголемат мерките за предпазливост. Од центарот испратија молба до населението, доколку забележат оган, веднаш да пријават во надлежните служби, институциите или на бесплатниот телефонски број 195. Од противпожарната единица во градов информираат дека и покри високите температури за сега немаат интервенирано на шумски пожар, сепак посочуваат дека екипите се подготвени. Инаку Велешкиот регион често е погоден од шумски пожари во летните месеци. Најкритично беше пред 2 години, кога изгореа стотици хектари шума во регионот на општина Чашка. За предизвикувачите на пожар, законот предвидува ригорозни казни, ќе треба да платат од 1000 до 5000 евра, но надлежните многу тешко ги пронаоѓаат и тие најчесто поминуваат неказнети. Огромен интерес за вработување во полицијата. Од општините Велес, Кавадарци и Неготино до денеска конкурирале над 600 кандидати. На почетокот на месецов Министерството за внатрешни работи распиша оглас за вработување на 300 полицајци. Според конкурсот, кандидатите не треба да се постари од 25 години, да се државјани на Македонија и да имаат најмалку завршено средно образование. Ова нема да биде единствен критериум за добивање на работното место. Кандидатите ќе поминат и тест за физичка подготвеност. Така мажите ќе треба да направат 60 стомачни, 55 склекови, 10 згибови на вратило и да истрчаат 3200 метри за 13,5 минути. Од понежниот пол се очекува да направат 60 стомачни и 27 склекови, а растојанието од над 3 километри ќе треба да го истрчаат за 16 минути и 30 секунди. Сите кандидати ќе поминат здравствен и психолошки тест, ќе пишуваат и есеј пошто ќе следува интервју. МВР ќе избере 330 кандидати кои една година ќе се обучуваат во Идризово. 30 со најслаби резултати ќе отпаднат. Новите полицајци ќе се вработат во станиците Тетово, Охрид, Велес, Битола, Куманово. За сега не е утврдено колку вработување ќе има во градот. Според анализите на Велешката полиција, недостасуваат позорникари и сообраќајци. Пријавувањето за нови полицајци завршува утре со крајот на работниот ден. Инаку во целата држава до петокот конкурирале над 6000 кандидати.